20-тото коло од бизнис лигата на Македонија го отворија екипите на НЛБ банка и Факом. Екипата на Факом на самиот старт имаше перфектен влез во надпреварот и со одлична реализација во фазата на нападот дојде до водство од 3:0. Екипата на НЛБ банка сепак брзо ги консолидираше своите редови и со два брзи гола на полувреме замина со негатива само од 3:2. Во второто полувреме НЛБ банка го подигна нивото на игра и успеа да направи целосен преспрт. Факом се трудеше да ја анулира предноста на НЛБ банка до самиот крај, но не успеа во тоа, па го загуби овој дуел со 5:4. Стрелци на головите за екипата на НЛБ банка беа Томислав Петрушевски, Мирослав Јовановски, Саша Стојчевски и Дејан Кекеновски, додека за Факом погодоците ги постигнаа Мартин Митковски и Бобан Китановски. Екипата на Македонски Телеком во дуелот против Лукоил прва дојде во водство со голот на Великденов. Но Лукоил со чести ротации од клупата успеа да го подигне нивото на игра и да дојде до израмнување, а потоа и водство од 3:1 со кое замина на полувреме. Во второто полувреме екипата на Македонски Телеком успеваше да ја задржи резултатската неизвестност и да игра егал надпревар се до самиот финиш, кога се обиде со голман играч да направи целосен преспрт, но таквата игра Лукоил знаеше како да искористи и со одлична реализација на нападот стигна до победа од 6:3. Стрелци на головите за Лукоил беа Игор Дамјановски, Жарко Климкаров и Љупчо Апостоловски, додека за Македонски Телеком погодоците беа дело на Петре Великденов и Ивица Велјановски. Фабрика Карпош во дуелот со ПКБСко влезе со ослабен состав и голем број повредени играчи, па поради тоа не беа во можност да им парираат на екипата на ПКБСко. ПКБСко уште од самиот старт влезе мотивирано, стекнувајќи предност од 5:1 на полувремето. Предност која Фабрика Карпош се обидуваше да ја анулира во текот на целото второ полувреме, но не успеа во тоа. ПКБСко ја задржа добрата игра во текот на целиот надпревар и на крајот славеше со 8:4. Стрелци на погодоците за Фабрика Карпош беа Ненад Денчич, Маријан Казаковски, Ѓорги Божиков и Александар Божиков, додека за ПКБСко головите ги постигнаа Маријан Величковски, Бован Вујич и Дејан Неделковски. Екипите на Сава осигурување и One V подиграа максимално израмнето полувреме во кое и двете екипи не успеа да создадат резултатска предност. Двете екипи играа гол за гол, па на полувреме заминаа со резултат 3:3. Во вториот дел екипата на Сава осигурување се обиде со тактика на голман играч да направи резултатска предност, но тоа One V знаеше како да го искористи и го доби мечот со убедливи 8:4. Стрелци на головите за Сава осигурување беа Зоран Василевски и Данило Апостоловски, додека за One V погодоците беа дело на Мартин Ангеловски, Младен Ѓоргиевски, Милан Аврамовиќ и Мартин Милошевски.
Екипата на Уника во дуелот со Раде Кончар, иако во ослабен состав, влезе како фаворит. Во текот на целото прво полувреме, Уника играше мотивирано и со одлични обработени акции кои донесоа предност на полувреме од 5-1. Во второто полувреме Уника од минута во минута зголемуваше својата предност и полека но сигурно грабеше кон победата која на крајот изнесуваше високи 10-3. Стрелци на головите за Раде Кончар беа Маријан Баждаров и Јане Талевски, додека за Уника погодоците ги постигна Бенјамин Граинца, Ибиш Мисини, Арбен Нухиу и Шабан Чупи. Октај Евролинк го одигра еден од најефикасните надпревари оваа сезона, меч во кој двете екипи играа максимално офанзивно. Екипата на Евролинк во своите редови го имаше расположениот Ивица Стевковски, кој имаше перфектна реализација и успеа да постави рекорд во бизнес лигата со постигнати дури 14 погодоци. Екипата на Окта на вака расположениот Евролинк не можеше да му парира, иако имаше свои светли минути во надпреварот. На крајот од овој дуел, во дождот од голови, Евролинк ја совлада Окта со резултат 16-8. Стрелци на головите за Окта беа Шеке Оличина, Драганчо Георгиевски, Александар Јовчевски и Живко Котевски, додека за Евролинк головите ги постигнаа Ивица Стевковски, Дарко Кадински и Наумче Стојчевски. Екипата на Трансмет на дуелот со Евана уште во воведните минути со голот на Велјановски успеа да стигне до предност. Поради овој погодок, Евана одигра максимално офанзивен фудбал, оставајќи им простор на Трансмет да создадат шанси преку против напади да постигнуваат погодоци. На полувреме Трансмет замина со предност од 3-1. Во второто полувреме Евана се обиде да се врати во игра, но Трансмет со своето искуство и квалитет не го дозволи тоа и на крајот го добинат преварот со 5-3. Стрелци на головите за Трансмет беа Бобан Велјановски, Един Скендеровиќ, Илче Георгиевски и Амер Скендеровиќ, додека головите на Евана беа дело на Бојан Симоновски, Ајат Новообрадарија и Илија Мандаров. Екипите на Рамстор и Адмирал одиграа максимално неизвестно прво полувреме во кое и двете екипи ставаа акцент на одбраната. Сепак и покрај тоа Рамстор успеа да искористи едно од малиот број на шанси и да го отвори резултатот. Адмирал возврати на таа игра намалувајќи го водството кое веќе го оствари Рамстор, но не можеше целосно да фати резултатски приклучок, па на полувремето замине со негативот од 4-2. Во вториот дел и двете екипи продолжија во ист ритам по исклучувањата и на двете страни. Екипата на Рамстор беше поприсебна и ги искористи своите шанси за на крајот да слави со 7-4. Стрелци на головите за Рамстор беа Ведат Арслан, Михарем Мехмет, Зекирија Билали, додека за Адмирал погодоци постигнаа Горан Грковиќ, Албрим Шакири и Ненад Лазаревски. Штета што не победивме на оваа утакмица. Мислам дека изгубивме многу шанси и тоа конкретни шанси. Замените го направија своето, бидејќи имавме само 5 играчи на располагање, така што крајот одлучи на утакмицата. Честитки за Рамстор, подобро од нас. Искрено беше многу тешко, бидејќи ние игравме денес, да речеме, со двајца поединци што ни се појаки во екипата и моравме да се трудиме ние повеќе, бидејќи без нив не сме таа целосна екипа, така што моравме да дадеме се од себе, можам да кажем повеќе од 100%,
за да постигнеме победа во утакмица. Искрено не беше баш лесно, пошто и Адмирал имаат, да речем, едни од појаките играчи, ама со се од себе дадено 100% постигнавме резултат. Па ќе изиграме максимално борбено, па сега кој е подобар нека победи. Ние сме веќе влезени во Final Four и ова фактички ќе биде еден вид загревање за наредниот надпревар. Не е битен резултатот, битно е да направиме добра игра, па кој е подобар нека победи. Во овој меч ќе влеземе исто како и за секој меч. Битен е овој меч. Веќе сме пласирани во Final 8-от, но битна ни е позицијата, за да можеме во подобра позиција да влеземе, за да имаме на некој начин полесен противник, мада сите противници се тешки. Екипата на Систина одигра перфектно прво полувреме во дуелот со ЈСП. Потекот на целото прво полувреме екипата на Систина играше мощно мотивирано и демонстрираше игра со која на полувреме замина со убедливи 4:0. Во второто полувреме екипата на ЈСП успеа целосно да ги консолидира своите редови и за 10 минути игра да се врати на само еден негатива, односно 4:3. Екипата на Систина по груп старт остана со играч помалку што беше додатна шанса за ЈСП, која не успеа да ја искористи, но по само неколку минути кога и двете екипи беа комплетни на теренот, екипата на ЈСП успеа да го израмни резултатот на 4:4. До крајот на дуелот се водеше израмната борба и на двете страни, а Систина имаше играч плюс на 20 секунди до крајот на надпреварот, но не успеа да постигне гол за победа, па на крајот дуелот заврши со резултат 4:4. Стрелци на головите за Систина беа Ѓорги Иванов, Горан Манов, Далибор Дамјановиќ, додека за ЈСП погодоците ги постигнаа Маријан Србиновски, Дејан Блажевски и Сабит Хусеини. Ова коло се истакнаа следните поединци: Ивица Стевковски од Евролинг, Арбен Нухио од Уника, Дејан Неделковски од ПКБСко, Жарко Клинкаров од Лукойл и Мартин Ангеловски од OneVip. Екипа на колото е екипата на OneVip, тренер на колото и Метовски Алтај од Рамсло, додека голман на колото е Маријан Цветковски од Лукойл. All-round играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за подигнување на моралот во екипата. Ова коло беа Ведат Арслан од Рамстон, Един Скендеровиќ од Трансмет, Сабит Хусеини од ЈСП, Драганчо Ѓоргиевски од Окта, Ѓорги Иванов од Систина и Маријан Величковски од ПКБСко.